председателе. Колку е важна борбата против корупцијата во напредокот на една држава, не треба да зборувам, бидејќи корупцијата е она што директно го загрозува владењето на правото, легитимноста на власта и демократските вредности, го разорува економскиот просперитет на државата и благосостојбата, ја зголемува сиромаштијата, ја подкопува довербата на граѓаните во државните институции и представува сериозна закана за остварување на основните човекови права и слободи кои ги гарантираат релевантните меѓународни документи. Но, што станува тука со односот на власта кон борбата против корупцијата? Тоа се гледа и од вашата заинтересираност, почитувани колеги. Имавме носење на буџет за тековнава година, имавме реконструкција на влада, имавме извештај на народен правобранител, имавме денеска извештај на судски совет и денеска извештај на Државната комисија за спречување на корупција за 2021 година, а сега сме 2023, и ниеден од вас не зема ниту збор. Така ли ќе се бориме против корупцијата? Зборувате цело време, устите ви се полни за дебата, за разменување на мислења, на факти, на аргументи, но овдека го нема тоа. Напразно цело време укажуваме на сите злоупотреби, не само ние, ги читаме извештаите на сите релевантни фактори во светот, на меѓународната заедница, Соединетите Американски држави, вас мува не веласи. И што ако сега треба да кажеме дека после овој извештај, после кој сме биле рангирани на 111-тото место на Transparency International во перцепција на корупција, дека се подобриле работите. Како да го кажеме тоа? Вчера зборував за извештајот од State Department-от и таму е конкретно наведено и јасно и концизно стои: владата е најкорумпиран елемент во државата. И после тоа излегува премиерот, зборува за ветинг, излегува ресорниот министер за правда, зборува за ветинг и со тоа ќе се сределе работите. Еве тука е представничката од Државната комисија за спречување на корупција. Па почитувана заменик председателке, ако некој е за ветинг, според извештајот на State Department-от, тоа е владата, тоа е премиерот. И знаете тука што е ветинг? Распишување на избори. Тоа е ветинг. Кога владата, нашиот стратешки партнер, Соединетите Американски држави, ви ја потенцираат дека владата, уште еднаш ќе напоменам, ова е многу важно, дека е најкорумпираниот елемент во државата, кој ќе го спроведува процесот на ветинг? Корумпиран е премиерот, корумпирани се министрите, корумпирани се директори на институции, председатели на управни одбори, сето е тоа корумпирано, наведено е во извештајот на State Department-от. Ветингот е нови избори, ништо друго. Ние претходно, во изминатите години, овде заедно со вас, изгласавме декларација за борба против корупција, изгласавме национална стратегија за борба против корупција, но еве да укажам на тоа дека до некаде сум задоволен од работата на Државната комисија за спречување на корупција и да кажам дека на овие луѓе му се врзани рацете да постапуваат во доменот на борбата со корупција. Го прават нивното дека што можат да прават, укажуваат, зборуваат, отпочнуваат некои процеси, но потоа сето се закочува во системот на институциите. И во овој извештај наведено е дека спроведувањето на националната стратегија за спречување на корупција и судир на интересите е под 20% реализација. А тоа треба да го прават институциите. Институциите на системот кои
според прегледот на доставените иницијативи и постапување по институциите, можеме да заклучиме дека извршната власт за поголемиот број од иницијативите или не доставуваат одговор, или се надминува на друг начин. Зошто не постапуваат? Затоа што се поставени партиски кадри кои ги штитат партиските интереси, кои го штитат криминалот на премиерот, кои го штитат криминалот на ресорните министри. Ние овдека при изгласувањето на таа декларација забележав дека сме од комисијата сте ги утврдиле кои се клучните ризици за корупција и точно, конкретно и концизно сте ги навеле јавни набавки и инспекцијски надзор. Но што ни се случило во овој сектор? 80% од граѓаните сметаат дека јавните набавки се злоупотребуваат, дека се краде. 300 милиони евра поминуваат преку јавни набавки, преку јавниот сектор, а која е сумата на злоупотреба на овие средства, штом 80% од луѓето укажуваат дека се врши злоупотреба во оваа сфера. Го утврдиле тоа луѓето од Државната комисија за спречување на корупција, но институциите тука никако не реагираат. Гледаме доделување на разноразни тендери во 4 очи од 22 милиони евра, гледаме тендери на фирми од министерот за политички систем, Артам Груби, гледаме како се правиме слепи при очи, како во центарот на Скопје за 120 метри квадратни деловни простории се купуваат по џабе, по ефтини цени, ајде ако може некој друг нека купи по тие цени. И сите ги затвораме очите. Никој не може да рече ништо, зошто? Бидејќи тука ни се појавува нешто што добро го кажале од комисијата, политичко влијание. Ова политичко влијание не носи на дното на секое рангирање и од Transparency International, и State Department извештајот, и од сите извештаи понатаму. Бидејќи оној кој треба да биде контрола, оној кој треба да го спроведе, да биде лидер во борбата против корупцијата, судството, правосудниот систем ни е на колена. Со 3% доверба од граѓаните, што е недозволиво. И како нема да биде така, кога сите институции во правосудниот систем ни ги раководат партиски членови, директно назначени од партиските комисии на Социјалдемократскиот сојуз, на ДУИ и слични. Втор еден ризик фактор е издавање на одобренија, решенија, лиценци, дозволи. Овде ќе ги спомнам, го гледам колегата Снопче, беше голем поборник во неговата анкетна комисија да се отпочне со ставање на точката за несреќата со автобуската несреќа во Бугарија со Бесатранс, со Ласкарци, со модуларната болница во Тетово, но откако влезе во власта Снопче, збор нема, зборнато нема ниту побарано. Како сега да праша откако е власт да утврди автобусот на Бесатранел добивал лиценца, а не ги исполнувал условите? Како без печат на граница поминувал 130 пати, а не ги исполнувал условите? Овде станува збор за лицемерие, само за декларативна борба против корупцијата, а на дело нула. И затоа ќе бидеме рангирани, вака како што сме рангирани, и затоа ќе ни се иселуваат младите од оваа држава, бидејќи гледаат дека нема просперитет, нема иднина. Овдека се поставуваат, се назначуваат и државата ја водат само партиски кадри, од партиски интереси, непотизам, кронизам и сите оние злоупотреби кои се наведени во извештајот на Државната комисија за спречување на корупција, но јасно е, владата ниту сака, ниту може, ниту ќе ги спроведи. Затоа уште еднаш ќе кажам, каков црн ветинг, какви црни бакрачи. Кој ветинг ќе го спроведе овој корумпиран премиер? Треба да се распишат избори, народот ќе си го спроведе ветингот. Ви благодарам.